По 13 години од изградбата осветен е параклисот посветен на Света Петка во село Луковица. Со овој свет храм, селото го добива третото православно светилиште, веднаш по црквите Свети Илија и Свети Георги. Чинот на осветување го изврши протоиерей Ставрофор Мирко Станковски. Амин. И Сина, амин. И Свети Дух си јасти беште векове мислете овој храм во името на Отца. Амин. И Сина, амин. И Свети Дух сега беште векове. Амин. Се светове храм во името на Отца. Амин. И Сина, амин. И Свети Дух сега беште светове храм во името на Отца. Амин. И Сина, амин. И Свети Дух сега секогаш и во вечни векови. Амин. По осветувањето протоиерей Ставрофор Мирко Станковски одржа утрена литургија, го освети кумскиот колач и принесената трпеза. Ово осветување е големо богодно дело кое ретко се извршува, затоа привлекува многобројни христијани со цел да принесат молитви кон Бога и кон Света Петка, за да ги задоволат своите религиозни чувства. Од тука веста за извршувањето на овој свет чин на праклисот е радосна вест за сите жители во село Луковица, каде сите радосно го дочека овој ден, бидејќи во светите храмови се учи и за љубов кон Бога, кој не само што е наш Создател, туку и наш најголем добротвор, бидејќи се што Бог створил во светот, го створил за нас луѓето, затоа што сите луѓе ние сме чеда Божји. За да биде ова село уште поубаво и да запре миграцијата на населението, жителите решиле да го возобноват црковните светилишта, каде и покрај монастир Свети Илија и црква Свети Ѓорѓи, еве денеска е возобновен параклисот посветен на Света Петка, каде постои и лековита вода, и има случај на излечено дете од очна болест. Исто така, има и случај во 1977 година, со замивање на водата бил излечено мигрена, а селаните од ова село и пошироко тетовско население, кои потекнуваат од ова село, кои имале здравствени проблеми, оделе при ова свето место, се замивале од водата и притоа некои луѓе били излекувани. Станува збор за параклис изграден од семејствата Јаковчевски, Пејовски и Димитриевски, подпомогнати од местното население, како и благочестиви христијани од Тетово и Тетовско. Иницијативата направива некој црквиче тука, пошто имаше свето водиче, и се договоривме другарчиња со братучедот, ќе правиме нешто, и да направиме нешто. Си направивме тоа што направивме досега, го изградивме и со помош од селаниве, со наша, и така. И испадна храм, буквално храм се. Че беше, мислевме ние нешто мало да направиме. Сега не ме кажува дека имало света вода за очи, за други болки. Фреските се цртани, мислам, пак и од нас, од донаторите. Лазар Михайловски ги црташе, пак не е донација негова, али има доста помогнати тој тука. Испод тоа што треба да биде, и помагал изградба Лазар, многу помагал. И тоа е тоа. Се понатаму има доста што сака и ќе сака, може понатаму што се доцрта да се направи. Младеве гледам, има доста желба, прашува, сака да помогне, може кој се више изгради. Младце пред тоа може не беше сигурно, али ето тоа што ние го замисливме, го стваривме. И така, али има желба. Доста млади сега гледам дека има желба, сака да помогне. Кај ќе помогне, што ќе помогне, тоа е нивно. Како сите, така и ја. Значи, све некој со нешто ќе помогне, ќе се најде, кој со што може. Еве, пример, на црквава, крстот е направен горе од мене, од фамилијата моја, од семејството за здравје. Кој помогнал со камен, со бетон, со било што.
Свите го правеле за здравје. Црквата е почната 2004 да се прави. До сега, значи сега е 8.8.2018, после 14 години црквата се свети. Секоја година, малу по малу, све нешто се доправило, се правело, се изградуело. Така да и сега, ја мислим, од сега натамо, кој како што ќе може да помогне за било што. Иницијативниот одбор потенцира дека има уште многу да се работи околу параклисот. Во план е довршување на фреско-живописот, но и уредување на дворот со цел да собере поголем број на верници кои ќе сакаат да ја одадат почит на Света Петка. Инаку веселбата по повод осветување на параклисот продолжи до попладневните часови. Isprati